Ви носиме ексклузивно интервју со жената која знае како да направи бука на сцената, ама и на мрежите. Марија Луиса, една од најгласните и најкоментираните фигури на домашната естрада, ни открива се, без филтри и без цензура. Зошто некој видеа исчезна од нејзиниот профил? Дали имаше притисоци? И што мисли за јавниот линч и двојните стандарди во шоу-бизот? Но тоа не е се. Зборуваме и за љубов, слава, баксузни денови и како тоа се печали најлудиот бакшиш. Добро вечер, како си ми? Кажи ми. Добро вечер, супер, ти како си ми? Не сме се видели одамна. Одамна имаме многу актуелни теми за разработка. Кажи ми како се чувствуваш вака пред настап, прв пат сме на твоја забава. Како се осеќаш вечерва? Па како секогаш пред настап сум на почетокот уморна, па после влагам ушема. Така. Али супер сум. Седиме тука буквално на место каде што се печали најлудиот бакшиш. Која е формулата за добра кафанска ноќ и како се печали добриот бакшиш? Па, лудо правам јас. Мора да сум јас луда за гостите да полудат и да се заработи добро, нормално. Кажи ми, кога ќе влезеш на сцената, што прво ти се врти во глава? Бакшишот, енергијата од публиката или некој поглед од задната ќоша? Па, прво влагам и ги гледам гостите. Зависи, некад ми се врти прво бакшишот, пошто ако има бакшиш, мора да има енергија. Ако нема бакшиш, тогаш и енергијата е даун. Така да, бакшиш. Погледи не ми требаат. Марија, морам да те прашам најпрвен заради тоа што таа е актуелна тема во моментот, нема како да не ја прекоментираме. Што те натера баш тебе да имитираш Елена Ѓорговска? Незиното вирално видео, имаше ли лична некоја инспирација или едноставно бараше некоја на твој начин шега, како што ти знаеш да се пошегуваш на твојот профил најчесто? Пак ли да зборам за тоа? Морам ли? Ќе прекоментираме. Па што ме натера? Во принцип, коментирам тоа што ми е интересно. Значи ми била интересна и затоа сум направила нешто интересно. Немаше потреба си го сватио на толку лично. Така да, доволна. Зошто реши да ги тргнеш видеата и нели имаше еден пост? Дали имаше притисок од некого или ете лично твое чувство? Па не, притисок немав од никого. Не сум некоја лично што би се плашала од некој или некој да ми направи притисок или закани, некој такви работи. Ги тргнав чисто од човечност, пошто добив информација дека девојката стварно не е добра, дека исклучила социјални мрежи, таму не знам, свашта нешто и викам ајде, греота е, млада е многу, убава е многу, искрено, значи јас сум искрена, многу е убава и затоа можеби ми е интересно да ја коментирам. Извини, и да добијам 5 минути слава на нејзин грб. Ова го спомнуваш, предпоставувам, поради нели изјавата на Предраг Перишик, нејзиниот пиар. Што? Нејзиниот пиар. Тој нели изјави исто така и некои најави тужби. Чувствуваш ли притисок или закана од таквите најави? Нити притисок, нити закана чувствувам заради тоа што кажа во интервјуто дека за да бидеш пиар треба првен многу да се школуваш за тоа, значи луѓето учат факултети за да бидат пиари, нели? И треба многу години искуство. Тој дечко е премногу млад, ако е дечко, не знам усврени што е. Премногу е млад за да биде пиар, а од закани, од тужби, таква работа не се плашам поради тоа што јас никого не навредив. Пак ќе кажам, апсолутно никого не навредив, само си кажав моето мислење, а имам право да го искажам. А за тужби пак ќе кажам има контратужба. Ви седнала ли ете лице в лице со неа на кафе да расчистите еве некои работи, како две возрастни дами? Па не би седнала поради тоа што ја немам јас таа висока мода за да седнам со неа на кафе и немам толку скап аутфит. Сепак не може секој да седе со неа на кафе. Те прашав нели во интервјуто за нашиот портал, меѓутоа ќе те прашам и сега ете јавно, имаше и ти твои некои нели грешки кои што
и самата ги потенцираше низ некој интервјуа. Помина исто така низ линч медиумски. Дали имаш разбирање ништо све те поминува таа сега во моментот? Ми спомна дека тогаш за тебе немал никој разбирање. Пете, од оваа гледна точка, како коментираш тоа? Па, до ден денес, во принцип, од естрадата никој за мене нема разбирање. Јас цело време сум линчувана од страна на народот, коментари по порталите, по видеа, по свашта. Али сепак пробувам да се носам со сето тоа и да не ги правам грешките нормално што сум ги правела. Сега, она пак ќе кажам е премногу млада. Тоа што на секој нејзин интервју тресе глупости, што да ти кажам, не знам. Би дала ли некој совет, ете вака јавно? Совет, па пре него што кажи нешто да размисли, ради тоа што, ете, ќе се вратам пак на тој аутфит. Она како да идва и чекаше да ја прашаат нејзе за аутфитот. Она веќе спремна влеза со одговорите. Не можеш да влезеш спремна со такви одговори кога живееш во држава во која се знае платата дека е 400 евро. Не е во ред спрема обичниот народ. Дали се чувствуваш како жртва на својот имидж? Кога и да објавиш нешто, јавноста реагира бурно. Значи, јас имам некое чувство да кажеш еден збор, ете да го објавиш на видео, одма се коментира. Дали се чувствуваш ете како некоја жртва или сепак ете тоа те импонира на некој начин? Па не се чувствувам како жртва, мислам дека повеќе сум им интересна на народот со тоа што ќе го ставам на стори, пример, не знам, кога ќе објавам мајка ми или некои такви домашни некои видео, отколку, не знам, моите песни или моите настапи. Бакшишот исто многу ги интересира, некои такви работи. Поинтересни му се, поинтересна им е мојата приватност, него ли тоа што треба биде јавно. Ти си една од ретките јавни личности што нема влакна на јазикот. Кој лик од естрадата ти е топ, а кој ти е тотален фейк? Ете вака искрено, ако можеш да ми кажеш. Кој ми е топ? Па, Гиговска ми е топ, Антонија Гиговска, Мартија, Иван Либеро, него си го сакам многу како брат. А фейк, ако почнам да бројам, ќе треба почнам со настап, така да ќе немаме време. Нема да издвојам никој. Кога ќе ги кажам сите, значи сите ќе ги набројам, спремна ќе дадам со листа. По наредното интервју. По наредното. Дали некој некогаш ти забранил да влезеш во кафана, клуб или можеби те саботирале на некој медиум поради твојата искреност? Дали си имала некои такви моменти? Или можеби некој закани? Па не сум имала закани, забрани да не смеам да пеам или не знам, не. Кажи ми, како реагираш кога бивши се јавуваат од како ќе те видат со некоја жешка фотографија на стори или на пост? Зависи за кој бивши се работи. Значи на некого му се враќаш, а некому не? Не, никогаш не се враќам, јас се дешавам еднаш во животот и толку. Само еднаш се случувам, втор пат не. Има ли коментари, вака, реплейс на сториња? Има многу. Има ли? Тоа е. Дали моментално срцето ти е слободно или има некој што го вози твојот филм моментално? Имам симпатија. Ајде да чуја. Имам симпатија. Само толку. Само толку. Што треба друго да знаеш? Првата буква. Првата буква? Немам симпатија. Немам симпатија. Добре, ајде, симпатијата со списокот на наредното интервју. Може. Договорено, ветувам. Кажи ми, Марија, најверојатно како сите ние ти имаш некои денови, баксус денови, јас ги нарекувам. Како се носиш кога нешто не ти оди од рака? Во принцип, кога имам такви денови, секогаш сум во пижами, дома, пењоарот на мене
и сум во депресија, сите ме нервираат, зашто животот оди против мене, што сум јас грешила и кукам и плачам и после некој момент станувам, се гледам во огледало и си викам, добро, што правиш ти? Се спремам и заминувам на настап, толку ми е. Баш пред да го почнеме интервјуто, поразговаравме на таа тема, како всушност постигнуваш. Ете, сега сме на твоја забава, после ова идеш, настапуваш во дискотека. Кажи ми, како го постигнуваш ето тоа темпо, вака да издржуваш константно, да бидеш ете на нога и присутна? Па го издржувам. Мислам дека јас уствари премногу ја сакам оваа работа. Многу ја сакам работата. Ако треба да го кажам дека ова е мојата работа. Многу сакам да пеам и сакам да сум цело време на настап, цело време присутна со луѓето, да бидам во контакт. Пример, не сакам да бидам некоја, не знам, огромна звезда која би правила еднаш годишно концерт. Не го сакам тоа. Сакам константно да пеам и цело време да сум со народот. За мене тоа е љубов кон работата. Дали мислиш дека и твоите колешки исто да го мислат? Па не би рекла. Мора да го спомнам, имаше некоја јавна препирка со една твоја колешка, Стојне, што беше гостинка во наше интервју, Стојне Николова. Кажи ми, во какви односи сте денес со неја? Па во исти односи во кои бевме и пред тоа. Никад не сме се запознале лично, никад не сум била на нејзин настап или она на мој. Значи, не ја знам девојката. Сум слушала за неја, са не можам да кажам дека воопшто не ми е позната, мислам би било глупаво. Али не се знам лично, така да во такви односи сме какви што сме биле пред тоа. Затоа и нема потреба да коментирам и да се закачам со некој без потреба како што се закачаат они со мене. Што мислиш, што лично има таа за тебе, така што искоментира, мислам дека беше за бакшиш од темата. Не се сеќавам за што беше, али не знам што има лично против мене, треба не за да ја прашате. Дали сметаш дека има на твојот настап доста љубоморни девојки? И дали си осетила такво нешто? Ете, можеби нивните дечковци кога те снимаат тебе те ставаат на сторија. Па да, има доста љубоморни девојки, али има и такви девојки кои ќе ми кажат дојди, те молам да те сликам со дечком или со мажот ми. Те обожава мажот ми. Али има и доста многу љубоморни девојки кои се десено исто на настап да дечкото да ми даде пари, бакшиш, и она да го земе. Као, јас стојам така и гледам, викам, не се секира, јас него, сакам дечкото и не ми треба он. Значи, не сум дојдена тука за него, нема потреба да се стресираш, да се љутиш и да бидеш љубоморна. Да не те задржам повеќе, меѓутоа хајп нема да биде хајп ако не ти даде еден предизвик. Поради тоа што во моментот сме на минутки пред твојот настап. Јас би сакала да ми покажеш што носиш во твојата чанта моментално и колку чини твојата чанта. Што носам? Иначе, ташната ми е поклон од брат ми ја купи сега нова за кога беше колку вреди твојот аутфит, па не знам колку чини. А носам друг телефон. Носам новчаник. Сега изуста. Носам четка за заби. Што носам друго? Клучеви и паста за заби. Колку пати ги мие забите дневно? После секој јадење. Значи што и да кастам, мора да ги измијам, не знам, некако ми стана во психата. И сега да се шетам со четката и пастата. Имавме една... Носам стегач. Тоа е. Немам ништо друго. А не знаеш колку чини чанта? Не знам, поклон ми од брат ми. Да го прашаме. Па можам да му се јавам, да го прашам. Ајде да го прашаме. Ајде. Одма му звонам. Сега ќе видиме. А новчаникот ми е премногу стар, така да, на интервју сум и ме прашуваат колку чини ташната. Сега јас викам ќе се јавам на брат ми пошто ми е поклон од тебе. Па ако сакаш да кажеш колку чини ташната, они те слушаат. Треба да го свртам телефонот или? Може, ако сака. Сакаш да го свртам телефонот да те видат или? Ајде, колку чини ташната?
Добро вечер, пред се, тачната е Пиере Кардин од 100 евра минус 50 на 100 в Сопон, Космос. 50 евра, значи. Значи тоа добро, фала ти. Фала на поклонот, ќе ти кажам што ми купуваш толку ефтини поклони. Чао. Доста скромно, ама од срце. Да, он ми е кај да иде мора по нешто ми купи. Луиса, ти благодарам многу, со тебе е секогаш интересно, да оставиме нешто и за нареден пат. Ти посакувам многу успех, хубав настап, а ние ќе останеме малце да те послушаме. Ви благодарам и на вас, па се гледаме во некој следно интервју.